Градот веќе петта година поред го зема данокот од овоштарниците во Преспанскиот крај. Во петокот после пладне, градоносните облаци силно удрија по јаболковите насади во Горна Преспа и за 20 минути со интензивни врнежи целосно или делумно настрадаа над 1500 хектари. Екипата на Алфа денеска ги обиколи овоштарниците во Евла и Царев двор, каде што штетите беа најголеми. Силно невреме во петокот ја зафати Преспа попладне, офаќајќи ги обилни врнежи од град селските атари во село Евла, Болно, Горно Дупени, Царедвор, Езерени, дел од Дрмени, Горна Бела црква, дел од Долна Бела црква, дел од Подмочани и мал дел на целото во Грнчари. За да не биде само тоа доволно, облакот се врати повторно во вечерните часови, зафаќајќи ги селските атари на село Златари и Сопотско, исто така правејќи огромни штети. Повеќе од 2/3 од цела Преспа се зафатени од овоштарниците од силно невреме проследено со град. Уништени се скоро 90, можети 100% од овошките. Ништо, са ќе чекаме на нешто помош на владата, ако може нешто да ни одобри. Скоро 2 хектари, 100% поништени. Да, жал. Тоа е. Што ќе правам ако не ни дадат Министерството помош, ние сме готови. Едноставно готови, на респиратор сме. Советот на општината денеска одржа воредна седница и со јавен повик ги известува овоштарите во наредните 10 дена да ги пријават штетите, за да можат општинските комисии да извршат проценки. Градоначалникот Гошаревски, кој беше излезен на терен, рече дека локалната власт ќе се заложи кај институциите за да им се помогне на овоштарите. По мои првични проценки, мислам дека околу 40% од територија на општина Ресен е зафатена, односно овошните насади се зафатени со ова временска непогода, меѓутоа тоа точно ќе го дефинираме со излегувањето на општинските комисии. Во овој период што следи, како градоначалник, ќе ги повикам и институциите, значи министерот за земјоделие да биде присутен тука, да се увери во ова штета и заеднички да излеземе и да му помогнеме на земјоделците. За жал, авионското растерување на градоносните облаци и овој пат се покажа недоволно ефикасно, бидејќи двата авиона со кои располага државата не се доволни услови на климатски промени и градоносна инвазија од облаци на повеќе места одеднаш. Од друга страна, во отсуство на координација, од Грција облаците ги растеруваат кај нас, а ние кај нив, па накрај страда летнината, велат овоштарите.